мејнстрим медиумите. Денес е голем ден за нас како Левица. За прв пат обзнануваме наш председателски кандидат и мислиме дека го имаме најдобриот кандидат. Тоа е професорката Билјана Ванковска. Сметаме дека партијата стигна до ниво кое што веќе го полага матурскиот испит, а тоа е наредното собирање на 10.000 подписи, кое планираме да го финишираме успешно и да го имаме, според нас, најдобриот разумен кандидат. Сметаме дека конечно е дојдено времето народот да ја препознае разликата и да препознае кој се бори храбро и честно за интересите на Република Македонија. Сметаме дека со избор помеѓу двете помали зла стигнавме до ова дереđe и мислиме дека е круцијален момент каде што ние како млада генерација на атипични политичари чувствуваме должност буквално да извадиме квалитетен кандидат на овие избори. После сите наши внатрепартиски анкети, каде што имаше повеќе имиња во игра, најдобриот скор го имаше професорката Ванковска. После нашата понуда, таа ја прифати за среќа и мислиме дека конечно е дојдено времето народот да може да избере солиден и мислиме дека ние го имаме најдобриот кандидат за овие избори. Затоа и први го обзнануваме и практично фрламе ракавица на мејнстрим буржуаските партии да дадат кандидати кои што ќе се такмичат со нашиот кандидат. Пред да ја дадам збор на професорката, само ќе го представам тимот кој во понатамошните денови ќе комуницира претежно со вас. Тоа е Реджеп Хактан Исмаил, кој ќе биде шеф на председателскиот изборен штаб на Левица, инаку член на президиумот на Левица, и Моника Маневска, која ќе биде портпарол, односно лице за односи со јавност на професорката. Инаку во меѓувреме имаме изнајмено и централен штаб кој што ќе биде на раскрсницата кај нашиот прес-центар кај Црвен крст, кој што во периодов ќе се брендира и понатамошните пресови веројатно би ги држеле таму и тоа ќе биде наше собирно место овие денови до април, додека бидат изборите. Ви благодарам, подоцна ќе може секако и прашање и би дал збор на професорката. Како? Водата? Добар ден и од мене. Благодарам за присуството и мојата прва благодарност секако оди на партијата Левица, која ни ја даде довербата и одговорноста, би рекла, ја споделуваме за своевиден заеднички настап на овие избори, без оглед дека станува збор за два различни циклуси. Ние сме свесни за синергијата која ќе се создаде, сакала или не. Така што јас се чувствувам како дел од тимот, иако не сум член на партијата. Да ви се представувам посебно, не знам дали е потребно, мнозина од вас се сеќаваат можеби на времињата кога велеа дека да отвориш фрижидер ќе најдеш професорката Ванковска, затоа што коментирав настани буквално во моменти кога се случува, кога другите молчеа. Сте ме гледале во разни движења, протестни активности и слично. Се разбира, мојата основна функција и мисија е професорската и таа останува. Меѓутоа, можеби дел од вас ќе се сети дека пред 10 години јас се обидов како граѓанин, како независен кандидат да влезам во оваа постапка на собирање 10.000 подписи, без никаква организацијска поддршка, финансиска, со волонтери кои беа повикани преку социјалните медиуми. Тоа беше едно за мене многу позитивно време, на кое се сеќавам навистина со многу топлина и благодарност кон еден голем број на особено млади луѓе кои се придружија во тој неформален тим, меѓутоа и неколку илјади граѓани кои отидоа до канцелариите на ДИК и дадоа подпис за мене, значи од своја волја, без кампања, без притисоци и слично. Сега можеби
Да преюдицирам дел од прашањето би било зошто Ванковска 10 години подоцна повторно излегува на овој политички терен. Ќе ви кажам искрено, размислував што е тоа што се промени и сватив дека многу нешта се променија. Прво и основно, ако станува збор за мене како кандидат, овој пат нема да бидам, како што велат некој, политичка манекенка која само ќе пропарадира и нема да успее. Не сум случаен минувач во политиката, бидејќи јас политиката ја сваќам во една поширока смисла, брехтовска смисла, дека може ние не се занимаваме со политика, ама политиката се занимава со нашите животи. Така што овој пат сум навистина со многу поголема самодоверба, дека сега постои еден тим, верувале или не, дел од овој тим што е сега организиран во политичка партија, во оноа време пред 10 години беа мали групи, социјални движења или поединци, чии потписи јас ги имам во оние мои стари тефтери од ДИК од пред 10 години. Во меѓувреме, оваа генерација на млади, честни и борбени пред се политичари созреа, направи политичка партија за респект. Она што мене лично ме доближува до нив се две нишки, би рекла. Патриотизмот преплетен со левичарството, со левата идеологија, односно со сето она што го разбираме и како интернационализам, солидарност, барање на социјална правда и сите тие вредносни компоненти, кои мислам дека дури ќе ги презентираме во текот на кампањата. Искрено ќе ви кажам дека јас немам воопшто идеја што содржи конкретно таа работна верзија на партијата со која ќе настапи на парламентарните избори. Јас работам на мојата. Тие не се мешаат, не ми прават, да речам, никаква ни увид, ни цензура во тоа што го работам, ниту јас барам нешто посебно од таа страна, меѓутоа некако си веруваме дека таа хармонија, да речам, во нашите настапи ќе постои и вредносно, меѓутоа би рекла и во стилот на борбата. Ќе ги извадиме ракавиците, помина времето на политичката коректност и тоа е вториот фактор што ме натера да ја прифатам оваа покана. Тоа е дека за 10 години Македонија е се што немаме. За 10 години Македонија е во многу полоша ситуација од било што можев јас да предпоставам или било кој од нас во оноа време. Кога мислев дека може би треба од доздола, она грасрут движење, иницијатива, нови ликови во политиката, доста црно-бел свет поделен на меѓу големите партии и слично. Таа политика ги дава своите резултати, очајни, би рекла, онакви какви што ги слушаме секој ден и особено во фотофинишот на оваа така наречена техничка влада, која шверцерски сака да протури закони кои се погубни и за демократијата и воопшто за иднината на земјата, за низиниот енергетски, економски суверенитет или како и да го кажеме поинаку. И третиот фактор кој зборува за она што се измени во овие 10 години е светот се измени. Светот, оној кој веројатно со ист некаков ентузијазам и идеализам ќе сакав да го инкорпорирам, односно Македонија да ја инкорпорирам во тој свет е готов. Тој свет веќе не постои. И од она што успевам да го проследам во јавниот дискурс, нашите политичари застанале во времето, се вртат едни исти фразеологии, парадигми кои се бајати, кои не водат сметка за сето она што радикално се менува во моментов, а мислам дека во мандатот на кој и да биде председател, се надевам може би јас,
ќе го соочи првиот човек на државата, меѓуто и сите други институции со многу предизвици и нема да биде едноставно место за живење. Настаните од Украина, од Газа, доволно зборуваат за она што се случува, што за жал голем број од македонскиот мејнстрим се обидува да го превиди, да премине преку него. Меѓутоа, јас мислам дека нам не треба водење политика со отворени очи, следење на се. Земјината топка е тркалезна, 4 страни на светот, драматични настани кои се преклопуваат од миг во миг. И мислам, еве, да бидам и нескромна, дека со мојата професура, вие знаете дека никогаш не сум била носител на политичка јавна функција, ништо такво, ниту членство во политичка партија. Меѓутоа, моето знаење од областа на политичкиот систем на Македонија, тоа е тоа што го предавам, меѓународната безбедност, демократската контрола на безбедносните структури, европските институции, сето тоа се предмети кои јас ги предавам долги години на универзитетот и мислам дека тие ќе ми помогнат да го најдам сопствениот компас, да помогнам во јавноста да се предочат некои тенденции, движења и сето она што ни предстои и како човештво, и како Европа, и како Македонија. Така што, ете, накус со тоа беше мотивацијата заради која се нафатив, не без поддршка и поттик од страна и една, да речам, домашна уцена под наводници, дека ако сега не докажам дека сум левичар во пракса, тогаш немам право ни во своите колумни или настапи на социјални медиуми или било каде да се декларирам како левичар. Јас сум, знаете, можеби еден од ретките јавни интелектуалци кои никогаш не криел дека има леви погледи на светот и пред да постои левица, всушност левица е формирана, односно објавата дека ќе се формира политичка партија Левица беше прогласена на еден од моите родендени, 14 ноември, денот што јас нема да го заборавам, во кој си реков, конечно имам еден роденденски подарок. Бев еден, се разбира, од граѓаните кои ги даде подписите за формирањето на Левица, меѓутоа не се вклучив, од проста причина што мислев дека оваа млада генерација политичари заслужува свој собствен идентитет и никакви сенки на луѓе како нас кои имаат зад себе многу повеќе од животот и особено фактот дека тие со право се дефинираат себе како деца на транзицијата. Јас доаѓам од една генерација која е виновна за транзицијата и особено за начинот криминален низ кој таа се изведе, така што јас не сакав да бидам товар на никаков начин. Мислам дека човек може да биде тоа што е и без да биде формално припадник на некоја дружина, иницијатива или во случајов политичка партија. Јас тука би застанала како за вовед, па доколку има прашања, ќе ми биде задоволство да одговорам. Благодарам. Доколку има прашање до професорката или до нас, слободно прашате. Ми поставувате едно прашање кое е хипотетичко од проста причина што ние се наоѓаме во ситуација да ја замолиме јавноста и преку вашето присуство денес и преку медиумите да се оснажи, да се осмели, да излезе прво да ги собереме оние 10.000 подписи. Со тие 10.000 подписи се разбира, јас застанувам на тоа официјално гласачко ливче, каде што рамноправно заедно со другите против кандидати ќе можеме да разменуваме идеи и визии, нели?
Не дека е некоја тајна, вие ако ги читате моите колумни малку повнимателно, сето тоа што го тврдам во тие мои настапи, ќе го најдете и во програмата, бидете убедени дека нема да има ретерирање, мазнење на некои работи. Ми се чини мојата реторика и мојот пристап ќе го поремети вообичаениот дискурс и парадигмата во која се води разговорот за политичката иднина на Македонија. Мислам дека е токму тоа и еден од факторите кои јас би сакала да допре до граѓаните за да дадат шанса на некој кој размислува поинаку за Македонија и за Македонија во новиот свет, во новиот мултиполарен систем. Тогаш мислам дека ќе има многу повеќе и можности и може би тоа ќе биде вистинското место да ги извадам адутите од својот ракав, што се вели. Меѓутоа, веќе можете да насетите. Јас мислам, накусо, ќе ви кажем, и тоа се работи што ги имам објавено и во научни трудови, и во колумни, и во други настапи на социјалните мрежи, дека Македонија тоне во Бермудски триаголник. Триаголникот има 3 агли, а ние имаме 3 договори. Трите ја влечат кон дното, тоне буквално, значи во демократска, политичка, идентитетска и секаква друга смисла. И години подоцна, значи од првиот, тоа е рамковниот, па до овој последниот, па и ова што ни виси над глава како Дамоклов меч со уставните промени што ги бара Бугарија, се елементи кои не даваат надеж или шанса да веруваме дека ќе испливаме и ќе тргнеме кон некој подобро утро. Може би делува песимистично, но мислам дека е ова крајно време да се сврти нов лист, бидејќи ако не се соочиме со вистината, со фактите, тогаш тешко им се пишува на младите генерации, не зборувам веќе за мојата генерација. Тука јас мислам дека ќе мора, знаете, левица е по дефиниција радикална партија, а радикално значи од корен менување. Радикално не значи екстремистички, се разбира, ниту насилно. Меѓутоа, нештата мора да се допрат таму каде што се изворите на проблемите. Според мене, изворот на проблемите, ако сакате, оној устав кој повеќе личи на фустанот на Пепелашка, кој е целиот со крпеници од разноразни амандмани, кои секој си ги толкува како што сака. За преамбулата веќе да не отварам подолга приказна. Потоа имаме една ситуација дека ние не знаеме што е наш национален интерес и ние некако наивно, барем елитите, нели, го убедуваат народот и го пасивизираат на начин само ние да дојдеме до, прво беше НАТО, па сега да почнеме преговори со ЕУ и се ќе биде добро. Додека ние стасавме до НАТО и уште не сме почнале да преговараме со ЕУ, работите се менуваат. Ниту НАТО е тоа НАТО, ниту ЕУ е таа ЕУ за која се надевавме. Така што мислам дека еден исто од принципите ќе биде отварање кон светот, кон сите 4 страни на светот во наш национален интерес. И тоа првенствено економски, оној кој ќе се одрази на социјалната благосостојба на граѓаните, и дури изборот благосостојба може би премногу тежок, затоа што толку е очајна ситуацијата што обичниот човек бара елементарни услови за живот во здравството, во образованието, во добивање лични документи, во се ова ништо минуваме како колективно понижување. Од прилика, може би ви одговорив, остатокот ќе дозволите низ програмата да биде презентиран. Благодарам. Јас имам прашање, едното може би едното може би председателот Апасиев може да го одговори. Првото прашање е што мислите дека погрешиле сите ваши претходници да станете председател на државата? Каде била клучната грешка во водењето на нивната политика? И второто прашање, веќе почнувате спекулации дека вие сте тука за да бидете спотер на, условно кажано, на ВМРО ДПМНЕ, колешки сте со највозможниот потенцијален кандидат на ВМРО Силјановска професорка, да
дали ви даде подршка може би во вториот круг и едноставно да ги разбиеме овие шпекулации? Благодарам на прашањето. Веднаш ќе ви кажам, јас не мислам само да учествувам, и она мото доволно е да се учествува, не мора да се победи. Ако сум се нафатила, верувајте дека честно ќе се борам, без оглед кој е од другата страна, со сиот респект на било кој кандидат. Во моментов знаете дека одговоров мој на вашето прашање е шпекулативен. Ние не знаеме дали мојата драга колешка професорката Силјановска воопшто ќе се нафати, дали ќе се појави некој друг. Јас со себе сум расчистила дека јас се борам за своја програма и мислам дека веќе кажав заедно со Левица, така што примо предаја на гласови, пораки од типот ја не успеав, не ме отпишувајте прерано, би рекла. Меѓутоа нема од мене да чуете порака, сите што гласавте за мене, контингенти не, од контингенти ни е преку глава. Што им замерувам на бившите председатели? Па веројатно она што и вие го гледате. Значи, премногу послушни во однос на владата, собранието и онака никој не го есапи за значаен фактор. Премногу молчаливи, премногу послушни, премногу, како да речам, дури не се мешаа во своите ингеренции. Преспанскиот договор, знаете дека го потпиша ненадлежно лице, согласно, значи, спротивно на уставот и на законите на оваа земја. Председателот Иванов, да, во последните тие, да речам, денови, месеци од неговиот мандат направи некои символички чекори, меѓутоа мислам дека требаше да го направи тоа многу порешително, многу порано, да го превенира, бидејќи еве ќе ве потсетам, ние бевме, вклучувајќи го и колегата, ќе речам како професор Нелија Пасиев, оние 200 интелектуалци кои во февруари 2018-та предупредија што се подготвува и навистина така излезе после неколку месеци. Јас би сакала да бидам гласен председател кој ќе си ги врши надлежностите, кој нема на владата да ја отстапува ни милиметар. Ако таа одбива да биде кооперативна, тоа би значило нели кохабитација, тогаш мојот директен контакт е со јавноста. Значи, барање од граѓаните да сватат дека некој им го узурпира легитимитетот, бидејќи председателот нели добива директен легитимитет, така што тој има и морално и политичко право да комуницира со јавноста и директно во деголовски стил, би рекла, може би силен збор, ама да се надеваме, ако председателот има силен легитимитет, тој ќе може тоа и на тој начин, ако има и протести или други видови на притисок кон власта, тогаш веќе имаме тежа и против тежа во политиката. Конкретно, сосема ве разбирам со прашањето, бидејќи во изминатите неколку години вие како новинари знаете дека јас доброволно се повлеков од јавната сцена и реков доста е јавни дебати, не ја гледав веќе смислата на тоа, бидејќи некако се рециклираа едни исти ликови, тези и слично, и се посветив на својата академска работа. Одамна водам Центар за глобални промени, организираме голема конференција која ќе биде навистина спектакуларна, особено ако успеа, ама на добар пат сум да го донесам Джефри Сакс, па тогаш ќе имате и вие можност да лично разговарате со него и многу други личности од тој калибар. Значи, јас имам навистина исполнет живот во таа своја сфера, комфортната зона. Меѓутоа, кога слушнав дека во Левица моето име го тестирале нели помеѓу членството и дека сум испливала како некој што веројатно членовите го препознале како некој што е истомисленик или на иста бранова должина, зборувам по идеолошка линија и вредносна,
Ви велам, јас на првото, еве може да посведочи тука и Апасиев, дека кога тој ми ја соопшти веста, тоа беше сосем непланирано, преку еден месенџер, јас се умрев од смеа, мислам, со смајлик, мислев дека се шегува, додека не ми кажа дека е сериозно, па потоа имавме разговори, јас барав, се разбира, време да решам сама со себе и потоа дома бев соочена со дилемата, ако си левичар, не можеш да бидеш салонски интелектуалец и да продаваш револуционерни идеи или да повикуваш на борба, ако во моментов кога е тешко, не го прифатиш. Јас сум апсолутно свесна дека ова ќе биде многу тешка кампања, и пред кампања, и по кампања, и она вистинската, нели, кој ќе собереме 10.000 подписи. Ќе биде валкана, како и обично, шпекулации, еве веќе чувме за дека сум јас некаков овде манекенка, спотер, што и да е, нема тоа да се случи. Јас верувам дека ќе има добри кандидати со кои ќе можеме навистина да си ги одмериме аргументите и некако моето предчувство е, верувајте, можеби и тоа ми беше предизвик, всушност, интелектуален, ако сакате, дека имам чувство дека ќе се најдам сама против сите. И тоа е баш една возбудлива приказна. Знаете, сите ќе ги рециклираат некои познати приказни за тоа каде се движиме, кои се нашите стратешки цели, како да ја реформираме Македонија и така натаму. Левица никогаш не криела дека потребни се коренити промени, така што мене таа идеја ми е апсолутно блиска. И се надевам на интересна дебата во која што и да се случи, мислам дека победата, барем во некоја моја символичка смисла, би ја видела во тоа да конечно во Македонија отвориме простор за слобода на мисла, говор, различни идеи, без цензура, без политичка коректност, без зададени рамки или она, нели, како што Чомски вели, на човекот ќе му одземете слободата, ако му дадете параметар во кој може да се движи со своите политички мислења. Ако исчекорите 1 милиметар надвор од тоа, вие сте анти-ова, анти-она државен непријател. Еве, јас ќе се обидам да бидам субверзивна во тој дел, ако ништо друго да ја збогатам дебатата и да ги натерам моите против кандидати да опонираат, а да притоа тие меѓу себе се разликуваат, за да добијат поддршка секој за себе, така. Така што, ето, тоа би била некаква моја идеја за тоа како би изгледала кампањата. Тоа е. Добро, ви благодарам, доколку нема други прашања. Поздрав и се гледаме во кампања. Благодариме за присуството.